Поздрав до сите православни верници на Македонската православна црковна општина Свети Никола со адреса на 69 Ангов стрит од Перт. Се наоѓаме пред ново изградениот храм. И денеска чест и огромно задоволство ми е да го представам пред сите вас кои за многу кратко време допатува од Македонија за својата нова благородна мисија да биде овде меѓу нас македонците овде во Перт. Отец Владимир Кралев од Скопје, Република Македонија, кој дојде за кратко време со оглед дека ситуацијата така налагаше на свештеникот Васко Трајчевски, му посакуваме во оваа прилика брзо закрепнување и да се врати на своите работни обврски меѓу верниците што поскоро. Оче Владимир, добро ни дојдовте овдека во Австралија. Во веднашо, во оваа прекрасна земја, во овој навистина преубав град и во оваа наша православна заедница, каде што, освен што е изграден храм пред многу години, повеќе од 100 години, и е даден на употреба на нашата православна заедница, членовите успеја да изградат и нова црква, а новата црква навистина за сите нас представува едно изненадување и по убавината и по начинот на градот. Оче Владимир, вие доаѓате од Скопје, така? Токму така. Да. Колку години сте во црковна служба? Па 38 години. Да. Тоа е еден, би рекол, подолг период и сметам дека ова што јас го видов во црковната општина во Перт ми даде за право да констатирам дека ова црквена заедница, црквена општина има иднина. Пред се за тоа што јас колку што можев да запознам луѓе, тоа се верници луѓе, добри луѓе, би рекол луѓе патриоти кои си ја сакаат родната грудка, си ја сакаат Македонија, сакаат се она што е автохтоно и се она што е на извесен начин препознавлив белег на нашата национална и религијска припад. Прв пат јас на 10 април стапнав на австралското тло, на австралската земја и сметам дека Перт навистина е преубав град. И преубави луѓе наши македонци видов и запознав овде. Горд сум што сум ги запознал тие луѓе, горд сум дека сите ние представуваме една духовна целина во нашата света македонска црква. Оче Владимир, се наоѓаме пред ново изградениот црковен храм соборен во нашиот град Свети Никола. Кои се твоите први впечатоци за овој храм? Да бидам искрен, други храмови не сум посетил, не сум видел на австралиското тло, на австралиската земја, но затоа од повозрасни колеги, од колеги кои биле овдека свештеници, сум слушнал дека црквата Свети Никола била една црква која имала успех токму преку богослужбите, токму поради тоа што луѓето едноставно биле одлично организирани и во црквен план, а се разбира биле организирани и со разни манифестации да допринесат да се шири македонскиот глас, да се шири македонската мисла. Всушност, со право ќе кажеме дека сите биле амбасадори на Македонија овдека во Австралија. Оче Владимир, се наближуваат великденските празници. Токму така. Една порака за сите верници овдека во нашава заедница. Пред се да бидеме сите единствени во мислата, во зборот, во делата, сите заедно да ги отпразнуваме достоинствено великденските празници. Кај нашиот народ не случајно се вели: Великден е празник над празници. И во една песна се вели:
нашата вера убава секоја недела Великден. Нека е за многу години, верувам дека ќе биде масовно посетена црквата, сите заедно да се помолиме за наше здравје, за здравје на нашите блиски, нашите роднини, пријатели и овдека во Австралија, а се разбира и во нашата матична земја Македонија. Оче Владимир, ти посакувам добро здравје, добра среќа. Честит нека ни е Великден, престојните празници. Благодарам и и ти на вас. посакувам успешна мисија овдека во нашиот град. И на вас, почитуван Милчо, на вашето семејство, ви посекувам секое од Бога благословено дејство и ви пожелувам успех, успевање и преуспевање и во животот и во работата за многу години. Амин.